Председателе, почитувана македонска јавност, уште еднаш кај ја видовме вистината, имаме замолчена влада во која што смее да говори само Артан Груби. Честитки, господине Груби, на убав начин го започнавте со барање за извинување до мене и до ВМРО и при тоа излажавте дека се извинува, тоа не е точно, меѓутоа еве, да биде јасно на јавноста, со барање за извинување барате финансиски средства, пари од некого. Така да Артан Груби ја користи секоја прилика од некого да побара пари, барате пари од мене, барате пари од Бехтел, барате пари од ЕНКА, барате пари од надзор. Многу храбро е тоа од вас кога одите и кога барате пари, практично за вас работи и цела држава. И секое задолжување кое што го гледате во државата, кое што ни се случува, огромен дел од тие пари завршуваат токму кај Артан Груби. Затоа јавното обвинителство денеска не смее да дојде овде, на прашање до Грковската не смее ни да одговори дали била известена по членот 72 став 1 за судир на интереси. Туку имаме повторно едно празно парадирање овде, каде зборува за храброст и барање за надомест. Кажете колку чините ке ве платиме, почитуван Артан Груби, ке си плати овај напатен македонски, албански, турски народ, ке си платиме колку треба, затоа што очигледно е дека и уставните промени кои што ги споменавте не се за ништо друго, дека и тие некаде ке ги наплатите и тие некаде ке ги претворите во торби со евра. Практично оваа влада и нема друг интерес освен тек само во кеш, а тоа добро го знаат министрите кои што се задолжени за енергетската криза, преку кои што поминуваат и пари за набавка на електрична енергија и за пенали. Така да, јасно е на јавноста, без разлика дали се македонци и албанци, каде течат финансиите, како завршуваат државните пари и од ој ЕЦ на своји шофери и своји обезбедувачи да потврдат дека не се под притисок, не остана никој друг кој ве поддржува, господине Груби. Ниту еден друг. И ветриштата не ви се во ВМРО-ДПМНЕ, ветриштата се во Македонија и на следните избори ќе бидете оддувани во заборав. Не сум задоволен од одговорите на двете прашања и немам дополнително прашање. Благодарам.